кога сакате да ја видите куќата? Ти кога сакаш? Ако ви одговара, можам вечер да ви ја предадам. А ти каде ќе се сместиш? Ќе бидам некое време кај чичко ми. Мене не ми треба куќа сега. Можеш да останеш колку сакаш. Многу ми е голема. Отворено да ви кажам, навечер се плашам сама. Имам еден предлог. Имам една куќа што не ја користам. Ем мала, ем сигурна. Ако не си раат кај чичко ти, слободно оди. Пурмус, испратете ја госпоги Цаху. Пријатно. 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 Не се вознемирувајте. Во рете. Фала му на Бога. Видов една убава жена да влезе во нашево место. Сега и да умрам, раат ќе бидам. Ова работа е готова. Токму така, господине Халил. Се формира убаво партнерство. Брате, ова е готова работа. Шшш. Ја намирисав хемијата. Ерхан, ова ли е сната? Аха. Да беше стариот Ерхан. Веднаш ќе ти кажеш, ама и јас сега како тебе гледам како теле на се ова што се случува. Што ми преостанува? Доста. Срамота е. Го срамиш, бато. Дали ја завршивте работата? Ние не успеавме, Џамполат. Ние можевме да направиме ова работа. Не зборуваме во множина, Вујче. Имате право. Се изморивте. Треба да одморите. Не, господине. Сега почнавме да се загреваме. Не мислам на вас, Тунџај. Досијата оставете ги. Подоцна ја го разгледаме тоа. Како што мислите дека треба? Бато, ние се одмараме кога работиме. Ако седиме, ќе скапеме. Невзот изгледа не мисли така, Ерхан. Бате, јас се си кажувам. Не можам да крием. Извини, бате. Одморот не ни одговара. Дај ни уште една прилика. И да е во најмалата дупка ќе го фатиме. И јас мислам исто, бато. Ти што мислиш, Ерен? Ти како ќе кажеш, бато? Не знам како да направиме. Џамполат има право. Види ни какви сме и стомак пуштивме. Човекот си има имидж. Му го урнавме имиджот на човекот. Му го урнавме. Војче, ти со канта бензин доаѓаш кон мене, а јас горам. Еве уште малце и невзет ќе го запалам. Господин Хусну, да ги оставиме досијата и да одиме. Како ќе наредите?
Што сте така намортени? Бато Пола сака да дадеме оставка. Што зборува овој? Риза Дерели ни избега од рака. Тогаш брат ви простил вам. Јас би ви рекол да си оставите душата и да одите. Премногу е, бате ме мати. Кај нас е така, Ерхан. Не. Не, јас одам да барам дозвола од Џамполат. Веќе остарев. Остарев многу. Каде, Војче? Џамполат. Голема грешка направивме. Ајде, овие се млади. Ниту една работа не ја завршив. Дозволи ми да си одам. Вие ли сте тие што ми зборувате? Од зад грб. Какво зборување? Тоа вие ќе го кажете, Војче. Од каде да знам што сте зборувале? Разбрали ти нешто? Не. Го имаме Риза Дерели. Како? Каде е? Доаѓа, наваму. Како тоа доаѓа? Како доаѓа наваму? Нашите нови другари го фатиле. И го носат наваму. Нови луѓе? Вчера попладне дојдоа. Кажа дека треба да се видат со Ахмед Сајман, да му ги дадат парите од Полат Алемдар. Колку беа? Тројца. Знаеш ли кои се? Ми остави визит карта. Повелете. Едниот се вика Ерхан. Другите би ги препознала да ги видам. Другите двајца високи. Да, Едниот со зелени очи, другиот црн. Така? да. Мемати баш Абдул Хечобан. Другари, сите ве знаат, ве познаваат. На одредени места тешко се движиме. Шефе, кои се овие новите? Како и Тамер, стручњаци се во својата област. Сигурни се и успешни. Верувам дека за кратко ќе се спријателите. Овие како Абдулхели се. Не навредува, бате ме мати. Не ме сваќај погрешно, брат. Владени или невладени се. Деца на оваа татковина како и вие. Ако треба за неа ќе ја дадат и душата. Затоа и нема да имате многу контакти. Сакам да останат во тајност. Кај тебе се е тајно, Џамполат. Нели ти викаше дека тоа што го знаат двајца не е тајна? Овој пат ми кажувате во лице. Слушам. Овој пат е во ред. Што е во ред? Јас видов. Работата е печена. Што виде, Војче? Тоа што требаше да се види 14-тиот ден во месецот. Нели сме 10 денеска? Кога си ме слушнал нешто толку цврсто да тврдам, Џамполат? Ти велам, со Божја дозвола, ова работа е готова. Ќе биде готова. Тенка работа била. Што? Аху, Торос. Нашиот ортак? Војче, не може. Во едно срце нема место за две. Има. Честито, Аху. Сме го добиле тендерот, се израдував. Ти благодарам. Каде е чичко ми? Те чека тебе. Загрижен е. Зошто? Со право се грижи. Износот е многу голем.
Најдовме пари. Најдовме, ама не знам колку е добро да се биде ортак со Полат Алемдар. Здраво, Чичо. Добре дојде, Керко. Нека е со среќа. Ти честитам. Ти благодарам. Керко, штом станавме ортаци, барем да се запознаеме со ортакот. Срамота е. Јас наполне 40 години стаж. Сигурно дека ќе се запознаете. Кога? Во најскоро. Барем додека не го поништиле тендерот. Што ти значи тоа? Кога ве земав крај мене, ви кажав само едно. Ви текнува? Никој нема ни да помисли да ги победите Тароглу. Ако можете да се жртвувате за тоа, тогаш биете покрај мене. Господине, не мислевме дека може вака да заврши. Изговорот е единствена утеха за поразените. Поништувањето на тој тендер за вас значи живот или смрт. Преземете мерки. Бате, го донесоа риза дерели. Добро, Хикмет. Нека го однесат во собата. Еве ти време да се подсетиш. Се што си заборел, се што те натерале да заборавиш. Ајде, сети се. Полат Алемдар ве очекува. Добре дојдовте. Здраво. Добро ве најдовме. Хусеин Хаканке. Ке ни се придружат во екипата. И двајцата се за мене важни и ценети луѓе. Повелете. Абдухи. Здраво, здраво. Здраво. Добро дојдовте. Добар ден. Здраво. Добар ден. Мило ми е, Здраво, 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 дечки. мило ми е, мило ми е. Мило ми е. Ке сака ли Риза да проговори? Малку ќе се преправа. Керко, мислиш дека Татароглу туку така ќе се откаже? А што мислиш ти дека ќе прави? И не е чика сега у татко ти. Ама немаш толку искуство. Татко ти покрај тоа искуство Керко, те сакам многу. И не сакам да тагувам по тебе, да знаеш.
Кој ја даде наредбата за убивање? Рацете ти се врзани, устата не тие. Зборувај. Кој ти нареди, бе? Можам само едно да ти гарантирам. Ако зборуваш, ке живееш. Вие не знаете со кого се плеткат. А? Штом прозборе добро е. Ке не убијат и мене и вас. Акцијата сум ја направил. Сум те земал од плоштадот. Сум те донел тука. Сум те врзал. Сега те прашувам, кој ти нареди? Ти ми викаш, ке те убијат. Добро, ти си врзаниот или јас? Кој кого ќе убие? Ако ништо друго, машкоста на кучките ќе ме убие. Господине, пристигна Ибраим. Да ми се јавеше Ибрахим. И вие да ми се јавевте пред да го пратите чекот, господине. Затоа јас ке зборувам со господин Кудрет. Нема што да се зборува. Господинот Фикрет ве чека. Кој сте вие? Добро, јас ке дојдам. Не ке дојдам, одиме. Не е ова планина. Како така зборуваш? Ова е планина, јас сум мечката. Ми можеш нешто? Ке ве молам, доаѓате кај нас дома и ни се заканувате. Господине Селчук, ако не доаѓате, да ги однесам жените. Тие повеќе зборуваат. Кемал, банката нема да им ја признае гаранцијата. Бато, вредноста е зголемија на милиарда. Треба да достават гаранција. Добро де, и тоа нема да им го одобрат, Кемал. Што зборуваш? Бато, гаранцијата не им е од наша банка. Кемал, ризична инвестиција. Јас велам дека никој нема да им даде гаранција. Јас не се согласувам. И банкарите нема да им дадат. Нели, Кемал? Добро, Бато. Разбрав. Фала Богу. Бате, Бедри Финанджи дојде. Сака да те види. Како да фрливме пченка на земја. Сите гулаби се собираат околу нас. Аман бе, каква храброст имаат. Секој што ќе дојде до тука, ќе го изслушам. Добро, да одам да видам што сака да каже. Не крши го филџанот, Мемати. Чудна работа сум станал, господин. Без насилство, Мемати. Без насилство. Без насилство, шефе. Ама нема чаре за чешањето. Селчук, брат ми ти прати чек. Значи и во најтесно сме крај тебе. За возврат не ти побара ништо. Побаравме ли нешто? Ништо освен пријателство, господине Фикрет. Ти што направи, Селчук? Го одби нашето пријателство преку хартија, и тоа не е лично, туку по некој курир. За ова јас ке разговарам со господин Кудрет. Види, се повеќе стануваш нелюбезен и некултурен. Јас нема да дозволам мојот брат да се види со нелюбезен и некултурен човек. Фикрет, случајот се преувеличува. Ми прати чек, и се заблагодарив и не прифативме толку. Момците сгрешиле. Го вратиле чекот без јас да разговарам со господин Кудрет. Ама вие што направивте?
го плаќате Ибрахим да ми се заканува пред моето семејство. Ова ли е пристојно? Ова ли е пријателство? Вредноста на чекот не е доспеана. И твојата вредност не е доспеана, Селчук. Овој чек е знак дека сме ортаци. Ние и во твоите фирми и во тендерот што го доби сме ортаци. Everything she does is strange. Кога компјутерите стануваат попаметни, That wasn't enough, right? And you knew it wasn't enough. секогаш постои ризик. Maybe too late for that. What do you want me to do? Never gets old, does it? Never. И нивните мисии стануваат потешки. Во сабота, битката за подобро утре започнува денес. Терминатор, хрониките на Сара Конор. Тој секогаш запаѓа во ситуации поголеми од него. I'll be wanted, July. Но секогаш излегува од нив како победник. Многу поразличен од традиционалните детективи кои сме ги гледале. Во крими серијалот во 6 продолженија. Фрлете око на шармантниот инспектор Колиандра. Вкусот на Македонија. Скопско, нашето најдобро. Мистериозно и занесно. Сега можеш да се чувствуваш така секој ден. Облечете се во мистерија со двата нови мириси од Ленор Парфюмел. Most people like to stay where they are now, but some always elevate themselves above the rest. A story of change and innovation that has impressed the world. In technology, performance, and design, a whole new change. Kia. Паметна девојка како Вики знае дека се потребни само 3 секунди за да остави одличен впечаток дури на непознат. Прекрасна коса е незиното тајно оружје. Затоа таа е секогаш подготвена со Head & Shoulders Citrus Fresh. Го подхранува скалпот, отстранувајќи го масниот изглед и првотот до 100%. Бидејќи прекрасна коса полна со живот која импресионира, почнува од здрав скалп. Бидете 100% подготвени да импресионирате со Head & Shoulders Citrus Fresh. Кожата се суши со текот на времето. Исто и вашата кожа кога се туширате. Го представуваме Dove Men Plus Care гелот за туширање со уникатна микромојшеп технологија која го запира сушењето на кожата. Обичниот гел за туширање може да ја направи кожата сува и затегната. Dove е поинаков. Создаден специјално за мажите, ја остава кожата чиста и навлажнета. Нов Dove Men Plus Care. Само за мажи. За чиста и негувана кожа. И ова лето, како и секогаш, морето повикува. Црна Гора. Паметна девојка како Вики знае дека се потребни само 3 секунди за да остави одличен впечаток дури на непознат. Прекрасна коса е незиното тајно оружје. Затоа таа е секогаш подготвена со Head & Shoulders Citrus Fresh. Го подхранува скалпот, отстранувајќи го масниот изглед и првотот до 100%. Бидејќи прекрасна коса полна со живот која импресионира, почнува од здрав скалп. Бидете 100% подготвени да импресионирате со Head & Shoulders Citrus Fresh.
Не седиш на инвалидска количка. Стани. Дајде да се видам со Полат Алемдар. Можеш мене да ме кажеш. Ти кажав, дојде да се видам со Полат Алемдар. Добро дојде, добро те најдовме. Полат Алемдар мене ме прати. Повели. Те слушам. Имаме еден проблем. Како можеме да ви помогнеме? Ахмед Сајман беше наш човек. Како смеете да го нападнете? Кога напаѓаме, оставаме трага. Која трага те донесе тука? Слушај, другар. Од Ахмед Сајман со сила се зеле акции кои ни припаѓаат нас. Тие акции денеска се покачија. Или ќе ни ги вратите акциите, или ќе ни ја дадете разликата и ќе бидеме ортаци во работата што ја земавте. Некоја друга желба? Господин Джео рече да ви го пренесам ова. Рече дека Полат Алемдар ќе разбере. Толку години сум во оваа работа. Немам видено ни вакво побарување, ниту вакво наплатување. Мема ти, брате, тебе те знам. Знаеш каков е редот. Знаеш како одат овие работи. А, млад си. Имаш уште многу да учиш. Не можеш да земеш нешто што е на Караџадак. Ние ништо не земавме без да дадеме пари. Тоа што е наше не дадовме, нема ниту да дадеме. Ние знаеме да земеме. Сакав да ја завршиме оваа работа. Не ме разбра. Ахмед Сајман се самоуби. Во последно време работите остануваат на вас. Јас да ти кажам. Всушност ти не разбра. Го прашале волкот зошто ти е вратот дебел? Рекол подобро вратот отколку главата. Да одиме во полиција, Селчук. Што ќе кажам, Жулида? Дека човекот со сила ми даде пари? Тоа? Не знам зошто Ахо толку се инајати да продадеме се и да куртулиме. Од сега веќе нема спас. Ало, Полат? Може да се најдеме кај чичко ми? Сака да се запознае, има и еден проблем. Абдул, алал ти вера, си ја формирал екипата? Тоа има врска. Јас не ги ни знам луѓето. Нема голема штета од метеж. Има 3 вида на глупаци на светот. Првиот е тој што тргнува на пат сам. Вториот е тој што пуши цигара.
а третиот е тој што гради куќа кај баба му. Уќе, јас жена ми 2 години не ја пратив кај мајка ѝ. Супер си направил. Што да правам, Вујче? Умре женичката. Браво бе, Вујче. Успеа да ја смениш темата. Јас ти велам старото го јаде новото, ти ми велиш бабата. Кој кого јаде? Новите не ги знам, ама Тамер е добар дечка. Мислам дека тој Тамер е најопасен. Бато Ерхан, не се глупири. Јас ли се глупирам? Абдул е цар за тие работи. Не ли, Абдул? Ерхан, денес донесува двајца. Кој знае уште колку ги има надвор? О, фаф. Не за џабе рекле, розата има краток живот. Розо моја, ти се уште си тазе. Овој вашиот Вујко остарел многу. Тршија може да го правите. Може да ми го дадете чекот? Што ќе му направите? Ќе го претворам во пари. Како? Непристојноста што ви ја направиле, ќе им ја вратам. Сигурно направи и тоа многу голема непријатност, почнувајќи со семејството Хазарбеоглу. Не мислите дека и вие сте барем малку виновни во целата ситуација? Хазарбеоглу ни го прати чекот кога нашето партнерство не беше никаде жулиде. Ама во тој момент тоа беше голем гест. Никогаш во животот не бегам од одговорност. Ама во случајот на вина, напротив, имам право. Господи, дозволете ве молам, ние насамо да поразговараме. Повелете. Се надевам дека не ме свативте погрешно. Тама работа. Ме интересира нешто. Зошто влеговте во оваа работа? Кој е вашиот интерес? Јас со години сум во бизнисот. Основниот принцип е кога некој паѓа, не му помагај. Остави да потоне. Ако нема некоја корист, никој не се ни поздравува со него. Тука сум за да ги сменам правилата што не ми се допаѓаат. Сакам отворено да ми кажеш. Барем заради почита кон моите години. Имам многу пари што можам да ги ризикувам. Мене ме интересира колку имаат храброст луѓето за тој мој ризик. Не се ги ризикуваш само парите. А животот? Не живеам за да не умрам. А животот на другите? Се трудам да се спријателам со тие што не живеат за да не умрат. Станавте ортак во фирмата. Ја купивте куќата на Аху. Велите ке застанете пред тие луѓе што ни се закануваат. Зошто? А зар не треба некој да им каже доста е? Овој систем не е лесно променлив, господине. Имаше моменти кога и јас го искористив него за некои цели. Не фантазирам дека веднаш ќе се смени, меѓутоа не го прифаќам ни тоа дека така било и така и ќе остане. Јас одам по мојот пат. Или ќе ми се придружите, или ќе ми се тргнете од патот. Види, јас ја ќе излезам да каснам нешто и ќе се вратам за 5-10 минути. Ти го остам баткава да ти прави друштво. Па ти се ја види. Натере го да прозбори.
Не ме нервирај бе, доста веќе зјапаш во тоа. Во животов не сакам негатив од ништо. Ама види ова пластикава на носов, бе. Види ја, бе. Че. Надвор светот пропаѓа, а ти се зафркаваш со такви работи. Што да мислам? Мене ли ме прашуваш? Вие фамилиарно ќе мислите, ние ќе реализираме. Абе, човеков ми го скрчи носот, а ти за фамилија ми зборуваш. Ќе средиме таа работа. Абе, не ми е жал за носот. Гордоста ме боли. Затоа, ако треба, ќе си го дадам животот. Булут, кој е бе најмоќен? Татарол го семејството. Што е моќ вака според тебе? Владење. Абе, Булуч, шекер мој, абе, ние не владееме со жените тука. Каква моќ, бе? Како што добиваме повеќе пари, така моќта ни се намалува. Порано една, ако ни кажеше, не ги тепавме и ги фрлавме како партал. Сега можеме или... Шо е поголема, бе, од моќта? Балансот на силите, бе. Балансот на силите, разбираш? Утре јас ќе ти донесам потпишан рентген. Нема таква веројатност. Ниту од стап, ниту од добро не разбира. Треба нешто друго. Ќе видиме. Бурмус, да одмориме 2 минути. Како не, бате? Тука ми предложи брак. Наредниот ден си замина. Ти предложуваш брак и наредниот ден лажеш. Не лажам.
Лажеш и пак би излажал. Би излажал? Немој, Полат. Те молам, не сум добро, не си играј. Се мислам, сигурно има некоја причина. Каква причина? Работата. Како може да крие? Ти кажувам ли јас каков криминал правам? Ама знам дека си криминалец. Може би очекувал да го разбереш. Да. Треба да се правам глупава, да не разберам дека со Чичко Аслан матат нешто. Не сакав така да кажам. Не, сакаше. Цел свет ми го кажува тоа. Глупава си, смотана си, сакаш лажго. Не, сакаше. Знаеш ли колку плачев дека умрел? Знам. Ама тој не знае. Не го занима. Значи не ме сакал никогаш. Понекогаш некои вредности го доведуваат човек во ситуација да направи грешка. Мислиш дека е грешка? Кога ти велам грешка, мислам дека има право што криел од тебе. Да имал друга можност, веројатно, никој нема толку лошо срце. А тогаш? Грешката е идеалите да се држат над луѓето. Да знаел дека ќе го жалите толку многу, не верувам дека би се нафатил со ова. Не му го знам ни името, Полат. Од каде знаеш дека се вика Али? Сакам да се фрлам во овие води. Толку сум лута. Сакам да му ја запалам душата. Не можеш. Не е тука. Да знам дека е тука и тоа како ќе му ја изгорам. Ќе му ја запалам. Како? Многу ми недостигаш. Елиф. Ми недостигаат моментите кога седевме тука. Се зажелив да ме сакаш. Да ме слушаш. Ми недостига твојот мирис. Многу ме недостига. Секоја легенда си има свој почеток. Вечерва. I believed God let us decide between good and evil. I chose good. Evil happened. Првото соочување. Со изворот на секое зло. Хоророт. Надмоќ. Предходник на Екзорцист. Израснавте со вашите омилени ликови. И сега сте дел од најголемата авантура. This year,
Hogwarts will play host to a legendary event. The Triwizard Tournament, during which time a single student gets to represent his or her school in a series of magical contests. Eternal glory awaits the student who wins the tournament. Започнува битката за вечна слава. Хари Потер и огнениот пехар. Сакам да имам средена коса, како секој ден да одам на фризер. Но тоа е возможно само со професионална нега на коса. Затоа го користам новиот Сајос. Создаден и тестиран од стилисти, ви дава убава коса, како од салон. И што е најдобро? Достапен е во малопродажба. По неверојатна цена. Сајос, професионална нега на коса, која може да си ја дозволите. Панта! Свртина игра! Внимание, внимание! Повторно, најголемото изненадување доаѓа од Монтенегро Мебел. Опремување на трособен стан со ексклузивен италијански мебел, кујна, трпезарија, столици, кожна гарнитура, клуб маса, ТВ комода, родителска спална, детска соба и сето тоа за само 8.990 евра. Просто да не ви се верува. Не лепете се по излози. Повелете во салоните на Монтенегро, во Скопје и Гостивар. Спремни сте за летна авантура? Не! Шопинг центар Валери. Пастирот стана соросоид, а Бранко Геровски влезе во портокаловото стадо. Премиерот го понижи Тарчуловски и Јохан заигра на тапанот на Никола Груевски. Партиски пари за независниот мислител. ВМРО платиле $7.500 за услугите на Джейсон Мико во 2006-та. Читете Фокус, за нештата да станат појасни. Цедевита. Промешај и уживај. Ако твоето сонце е полно со радост по цел ден, тоа е затоа што носи пампер цела ноќ, нели? Ти спиеш спокојно цела ноќ кога носиш Pampers Active Baby пелена. Ја абсорбира влагата многу брзо и ти помага кожата да остане сува и до 12 часа. Pampers Active Baby. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. За прв пат на Балканот невидено 3-часовно шоу. Опасни акробации на најоткачените моторџи од FMX тимот Blackliner. 22 јули стадион Билјанин извори Охрид. Почеток 20 часот. Карти ни цела Македонија, во купи карти за се. Економичност без компромис во чистењето? Погледнете што прават моите пријатели. Сметката за струја подудела. Доста беше. Од сега ќе користам владна вода и ќе штедам. Нели е подобро да перам со Bonux Active Cold? Чисти дури на 30 степени, а штеди ми енергија. А ова е сметката од комшиите. Bonux. Економичност без компромиси во чистењето. Ова со Ахмед Сајман ки ни го залепат на нас. Каква врска имаме ние со тоа? Човекот си пукал во својата глава. Како ќе се докаже? Вујче, со својата крв го напишал нашето име.
Бате, од полиција ќе не повикале на разговор. Операција или разговор, Абдулхей? За сега разговор. Јас, ти, бате, мамати и Ерхан. Ке има и друго. Вујче, ти си во бегство. Земи го Риза и Ерен. Скриите се на сигурно место. Леле, тендерот е поништен, господине. Причина? Банките ги повлекоа гаранциите. Ќе земеме од некоја друга банка гаранција. Како го поништуваат? Керко, тој што ги поништува границите, мислиш дека ќе ни дозволи да земеме други? Готово е. Знае ли Полат за ова? Не знае. Ама и сега не е во можност да се расправа со ова. Зошто? Па уапсе не. Што? И уигаре со него, во станица се. Ке ни наплатат за тоа што го добивме тендерот. Кога ќе се објави новиот тендер, Илдис? Сега за сега не се знае. Ама за кратко време. На новиот тендер цените ќе почнуваат од 1 милијарда. Информирајте во печатот дека цената е напумпана. Нека се намали. Веќе дадов наредба, господине. Со дозвола. Добро. Со кого зборуваш, Булут? Го земале Полат Алемдар. Треба да се тешат тие што останале надвор. Синко, најди едно комбе со затемнети стакла. Да го однесеме овој. Најдено, Вујко. Добро. И најди една покривка за ова дрво. Како, Вујче? Некоја вреќа од шекер, од брашно. Не се носи овој... Не се носи овој вака. Тука ли е Хусеин? Излегоа, има нешто? Екипата на Татароглу зборува шифрирано. Може и да излезе нешто од ова. Треба да му јавиме на Полат. Господин Полат, оставете ги телефоните. Веднаш. Само секунда. Ало? Ало? Кажи, Хикмет. Што кажа точно? Добро. Најдете ги момците. Кога ќе излезам, веднаш ќе те побарам. Хикмет, чувајте се. Нека остане кај тебе. Повелете навамо. Малку ќе почекате. Разговарав со командирот јас. Не очекува. Зошто да почекаме полицајецу? За одење во болница. Каква болница? Ние дојдовме на разговор. Какво апсење? Нам тоа не е кажано. Нема проблем, нема проблем. Ке почекаме.
Прави што ќе правиш, веднаш да одиме во болница. Треба да излезам од таму. Што се случи? Татаро оглу стојат за случајот со Риза. И? Не сме тука донесени за џабеме, мати. Хало е надвор, Риза е со него. Уигар! Телефонот е исклучен. Да му се јавиме на Ерен, бате. И тој е исклучен. Уигар, брзо! Ајде, синко, да одиме. Citrino halibra sto ti ebe halibra vozi be halibra Само момент. Повелете. Повелете да ве прегледам. Седнете. Докторе, не ми е ништо. Здрав сум. Ти подготви го извештајот, јас имам една работа, си одам. Избега. Побегнал по него. Полата Алемдар не бега. Ке се врати. Чекай, бе. Ке ти ја вратам. Добро, бате.
поставим овој натре. А оди, земи од некаде нешто за јадење, пиење. Може, Вујче. Види колку дрвца оставиле тука. Што да правам со нив? Како да запалам огон? Тамам сакав да дојдам сам да правам скара. Те! Дрвце моје сладко, кај си џанам дрвце, сега ќе те сеќам, оган ќе те правам. Ама море дрвце, дрвце, море дрвце. Што е со телефоните? Убаво, ќе те горам сега. Ти ќе ме греш. Дрвце џанам. Ова е меѓу нас.
Ах, бре, Риза, до каде дојде, бре, Риза? Така ти е кога не ме слушаш, бре, Риза. Јас ти велам, оди уби ги кодошите, а ти самиот си станал кодош. Јас никому ништо не кажав. Не кажав ни збор. Тоа што ми го кажа, тоа го направив. И ја убив девојката. Избегав од луѓето. Потоа другите луѓе ме фатија. Кога мене се ми кажа, охо, току добро направиле што ти ја врзале устата. Многу зборуваш, ти знаеш, многу зборуваш. Ми го кажа ли името? Ништо не кажав. Ништо. Пари? Не. Сметката не е на мое име. Ништо не може да најдат. Тебе те најдоа. Дури јас те најдов. Од каде ова навика кај мене? Лесно се прилагодувам. Со волк станувам волк, со лав станувам лав. Што си сега ти? Убиец. Како да не пукам во тебе? Не грижи се. Твоите бргу ќе ти се придружат.